Колапси и дехидратација е најчестата ситуација поради која граѓаните бараат помош од итната медицинска помош. Овие денови кога се наоѓаме во портокалова фаза, важно е да се внесуваат доволно течности со цел да се надокнадат изгубените, советуваат лекарите. Овие денови на високи температури децата се во училишните клупи. Докторот Живков од итната медицинска помош истакна дека до овој момент немаат регистрирано случај на ученик или наставник од основните училишта кои има доживеано колапс. Откако започна овие високи температури, немаме евидентирано некој настан кој што е пријавен кај нашата служба за од страна на основните училишта. Посочија дека превенцијата е многу важна пред да дојде во момент кога е потребна медицинската помош. Важно е да се зголеми внесот на течности, да се носи лесна облека и во светли бои, да се внимава на внесот на храна, односно да се намали внесот на висококалорична храна, во исхраната да се внесе поголема количина на овошје и зеленчук. Паниката никогаш не е пожелна, меѓутоа јас претходно секогаш во медицината велиме дека превенцијата е најважна, така да би се осврнал повеќе и кон превенцијата, односно пред да дојде до тој момент нели за потреба од итната медицинска помош, а тоа нормално опфаќа примена на зголемени количества на течности во периодот кога имаме високи температури, што значи дека хидрацијата кај децата е најважна затоа што во нивната возраст, поготово на овие температури, една од најчестите причина за во детска и адолесцентска возраст за колапсите токму дехидрацијата, понатаму исто така носењето на лесна облека, внимавање околу внесот на храна, значи внесување на што е можно помалку оброци, односно помала количина во почести интервали, да биде застапено во поголемо количество овошјето и зеленчукот нормално, а да се избегнува висококалорична исхрана. Од итната медицинска помош истакнаа совети и начини како да се делува во колапс состојба. При свесна состојба треба да се внесат раствори со цел да се надокнадат изгубените течности при потење. Во состојба кога лицето е во несвесна состојба, важно е да биде свртено настрана и да се проверат виталните знаци. Доколку се наоѓа во свесна состојба, тогаш се применуваат раствори со кои што нели ќе се надокнадат изгубените течности поради зголеменото потење, а од друга страна доколку е во несвесна ситуација, тогаш лицето најчесто треба да биде свртено настрана и да се проверат нормално виталните параметри, доколку треба да се започне со срцево-белодробно мозочно оживување и се до почетокот на односно додека да дојде итната медицинска помош. Пред да се започне со укажување на прва помош на местото, важно е да се обратат на бројот 194 и да побараат медицинска помош.